Овде ќе поработиме нешто со и за двојните дробки. Ќе видиме што е двојна дробка, како се добила таа двојна дробка, како двојна дробка се претворува во обична дробка. Дробката, овој запис е двојна дробка. Забележувам дробна црта, уште една и трета дробна црта. Ова дробна црта е подебела и подолга. Ова е двојната дробка. Се чита А врз Б, главна дробна црта С врз Д. А и Д се надворешни членови. Б и С се внатрешни членови. Пример, 3 петинки врз 1 четвртинка е двојна дробка, или 3 врз 1 осминка, или 2 седминки врз 5, или 3,1 половинка врз 4,2 третинки. Главната дробна црта на некој начин мора да е истакната во пишувањето на табла или во тетрадка или во збирка или во учебник или на контролен текст, заедно каде. Не сме да има забуна која од дробните црти е главната дробна црта. Сега може би се буните со тоа што овде обично имаме 4 членови на двојната дробка, 2 внатрешни, 2 надворешни, овде имам 2 членови, ова е 3, и овде имам 3 членови. Како тогаш ќе постапиме ако сретниме такво нешто? Сигурно ќе сретниме. Под тројката замислувам именител 1. Тројката или било кој природен број можеме да запишеме како дробка со именител 1. И еве ги сега сите 4 членови ги имам. Овде каде ќе замислиме единица? Под петката. И ќе имам 2 седминки, главна дробна црта 5 врз 1. Овде имам мешани броеви. Која двојна дробка ја добивам? 2 по 3, 6, 1, 7 половинки, главна дробна црта, 3 по 4, 12 и 2, 14 третинки. Како се добива двојна дробка? Овде имам количник на две дробки, А врз Б поделено со С врз Д. Тоа дека Б и Д треба да се различни од нули, а за 6 деление поголеми од нули веќе не го спомнуваме, тоа е сигурно прифатено како така. Како се дели дробка со дробка? Така што дробката деленик или, еве сум запишал, ако имав, што е дробка? Количникот на два броеви поинаку запишан на овој начин, 3 цртичка 5. Таа цртичката го заменува знакот за делење, деленикот го викаме сега броител, делителот го викаме именител, е запишан под дробната црта. Така и овде. А врз Б. Еве ми знак за тоа делењето што имам, со С врз Д. Ја добив двојната дробка. Пример, 4 седминки поделено со 5 деветинки. Ќе ми види. Еве главната дробна црта која го заменува овој знак за делење. И сега деленикот го пишувам во броител, 4 седминки, во именител 5 деветинки. Одиме понатаму. Како двојна дробка ќе се претворува во обична дробка? Ќе погледнеме сега. Три седминки, главна дробна црта, 1/4. 3 седминки поделено на 1/4. Од тоа потекнува ова двојна дробка. Делење на дробки веќе знаеме. 3 седминки по реципрочната вредност по 4 врз 1.
множење на дробки. Веќе ни е познато. Бидејќи немам можност да кратам, 3 по 4 во бројител ќе имам, во именител ќе имам 7 по 1. 3 по 4 12, 7 по 1 7, нечиста дробка во мешан број 1,5 седминки. Сигурно и тоа знаеме како се претворува во мешан број. 12 поделено на 7 е 1, затоа 1 1 по 7 7, до 12 уште 5, затоа 5 седминки. Меѓутоа, ова е добро. Меѓутоа, сега треба да работиме малце по-едноставно, по-скратена верзија со двојните дробки. Ова за во заграда што го стави во заграденото, нема потреба повеќе да го пишуваме. Ако тоа го пишуваме, работата ни се намалува, ќе добиеме во време за решавање на други задачи. 4 петинки врз 8 деветинки. Еднакво. Што забележувам овде, ако ова не го напишев? Бројтел зедов 3 по 4. 3 и 4 беа надворешни. Значи, во бројтел го пишувам производот на надворешните членови. 3 по 4. Тоа ќе ми оди во бројтел. А во именител ќе ми оди производот на внатрешните членови. 7 по 1. И понатаму веќе ни е позната работата. Ајде сега одиме директно овде. 4 петинки, главна дробна црта 8 деветинки. Производот на надворешните 4 по 9 во бројител. Производот на внатрешните 5 по 8 во именител. Ова сигурно знаеме да го редиме. Се кратат 4 и 8. Ајде да видиме и тоа е запишано. Се кратат со 4, 4 поделено 4 1, 8 поделено 4 2. И сега ми остана 1 по 9 во бројител, во именител 5 по 2. 1 по 9, 9, 5 по 2, 10. Ова кратење и заграденото. Формирајте си навика тоа да не го пишувате така. Тоа е исправно, тоа е точно, и тоа уште побрзо би ја решиле задачата ако тоа кратење го забележите и го изведите овде. Треба да се види дали може внатрешен и надворешен да се кратат со некој број. Може 4 и 8, значи кратењето уште овде би го направиле.